Почитувани гледачи, добра вечер. Петок, 21 часот, вие гледате подкаст Радар. Јас сум Сотир Костов. Се наоѓаме помеѓу два изборни круга, зашто друго би зборувале, ако не за изборите, за изборните кампањи, за победниците, за губитниците, за статистите, режисерите, сценографите, за големите победи, големите потопи од библиски размери и така натаму. Мислејќи си кого да поканам, ми текна на еден мој пријател, соработник, познаник од пред 10 години, од една телевизија што веќе ја укина, а тоа е Наум Стоилковски. Добро вечер и добро ни дојде, господине Наум. Благодарам, Сотир, на поканата, ама ваква една убава и најава не очекував од тебе, знаејќи се долго време, вака не е проблем, да. Ајде да анализираме избори ли? Да, ама вака. Што е важно? Новинар, колумнист, есеист, а од пред известно време и аналитичар. Како тргнал, ке им го земе лебот на многу аналитичари што сакат да зборуваат, да анализираат, да не остават пишан збор за да има за што да се фатиме, а тој, ај што направил анализа за избориве, и ја напишал, и ја објавил со слики, господине Наум, ако сакате за гледачите да ни објасните таа анализа, насловот на анализата е многу интересен. Значи, потоп на СДС поголем дури од загубените гласови. Микрофонот е ваш и поверете. Вака, Сотир, многу е едноставно да се излезе во јавност и да се обиде да се бранат или да се шпекулира со податоци. Тука се луѓе, би се ставили ја, можеби на крајот, еден од нив, кои што знаат да направат вистинска анализа и споредба, без да мешаат баби и жаби. Поентата е во искуството, поентата е во годините, поентата е во она што е следење на развојот, можеби новинарството помогнало во сето тоа, но и она е, ајде да речем, институционална меморија, каде што нели остануваат податоците запишани, но некој требаше само да ги собере, особено за Скопје. И од тука тргнав до анализата, со тоа што Скопје е еден добар репрезент за расположението на граѓаните во Македонија. Ако е најголем град, ако е центар, ако опфаќа 10 општини, ако опфаќа уште поширок круг од тие 5-6 други општини, 5-6 други општини кои што не се во делот, нели оние што гласаат за скопски градоначалник, и ако има над 470.000 гласачи, е речиси 1/4 од гласачко тело во Македонија. И сега многу беше лесно да се извадат податоци кои што стојат на интернет за изборните процеси во 2017, 2021 и 2025 година и ги споредив првиот круг. Зошто насловот го спомна потоп на СДСМ поголем дури и од загубените гласови? Едно е падот на нивните гласови, второ е нивната слепост и замајување внатрешно дека постигнале некаков голем успех. Според успехот и според гласовите, од она што и не сум го напишал во оваа колумна, а тоа е дека на советничките листи СДСМ се пета партија во Скопје. Според гласови за 3 места пат. За градоначалници се четврти во Скопје. Тоа е огромен пат за една политичка структура која што, да речеме, владеела 7-8 години во Македонија и тоа не било пред не знам колку изборни циклуси, туку сега. И уште еден податок, а тоа е како еден од столбовите во политичката карта на Македонија. Нели? ВМРО, СДСМ, лева, десна, конзервативна и другата опција, она соцдемократска, да речеме. Што требаше да биде социјалдемократска. И тоа покажува за еден многу важен проблем во СДСМ, а тоа е губење на идеологија, губење на проекти, одлепување од реалноста, неснаодливост на новото раководство, кое што во себе има професори, доктори,
еминентни луѓе кои што долго време работеле со граѓанскиот сектор, со младинските организации, значи една структура која што јас навистина очекував дека ќе има малку поголем образ од ова што сега го покажуваат и да го прикажуваат за успехот, односно да се збори за некаков пад на гласовите. И тоа ми беше мотивот. Падот на гласовите на кој што они го зборат, односно дека се радуваат, дека го надминале нивното очекување, што во тој случај е уште поголем дебакл за раководството на СДСМ. Еден наш колега новинар, Гоце Ристицки, има дадена една историска изрека, а тоа е во стварноста реалноста е поинаква. Ај баш да ја видиме на уме. Ајде вака, сега, јас затоа и добро што ми помогна Сотир да ги испечатиме. Да. Прво ќе почнеме уште еден факт што не е кажан во колумната, бидејќи ќе биде преоптоварен од податоци, а тоа е дека науката што вели, колку поголема излезност, тоа е повеќе револт и потреба за промена на актуелните. Ваквата излезност покажува задоволство пред се од централната власт, бидејќи и темите кои што се наметнаа во овој изборен круг беа државни, повеќе отколку комунални, како што сакаат да ги наречат. И затоа, еве, во 2017 година, ова може да се види, во 2017 година има излезност од дури 60%, Тоа е изворедна излезност. Не може, мислам, да се постигне понатаму и нема да се доведеме, се надевам, во држава да постигнеме еден таков набој за да има ваква битка, во која што во првиот круг, кој што беше финален круг во Скопје, што е респектабилно, Чудно и 141.164 освоил Петре Шилегов во првиот круг во 2017 година. Споредбено, со исто во првиот круг, 101.472 гласа за Коце Трајановски, кој што се бореше да го зачува мандатот. Ама после одработени 2 мандата. Сега, како ново лице Петре Шилегов, тогаш со многу ветувања, во прв круг, во 2021 година, го завршува со 78.783. Безмалку половина од оние што ги добил за да дојде на функција како градоначалник. За 4 години се биле, значи, СДС преполовени. Одиме 2025 година, оваа година, и што постигнува СДСМ, а тоа се 26.737 гласови. Што се случува во меѓувреме со СДСМ? Менува еден лидер, уште еден лидер, трет лидер, кој што во цела изборна трка, значи вториот лидер што е? Цело време и беше протажиран и поставен од Зоран Заев, така? Зборам за Димитар Ковачевски. Овој сегашниот лидер е познат како најдобар другар на Зоран Заев, Бенко Филипче, со кој што возеа мотори, децата им се дружеа, и 2 месеца во предизборието тие го мина нераздвоени заедно качени на јахта. Добро, одеа и до Дубај, одеа. Дубај тоа беше претходно. Но ајде сега да видиме математиката, Значи, она што како беше прво главно. кадрската политика ја ставаме под лупа. Значи, на кадрската лидершипот. политика не ја ставаме под лупа. Тоа е веќе очигледно дури и за гласачите, оние ревностните гласачи на СДСМ. Кои што малата излезност во оваа година, јас сметам дека е и казна од нивна страна, бидејќи мислам дека Потполно се половина од согласувам. нив не излегува. Половина од нив не излегува. Да. Момра и повеќе. Затоа е ваков резултатот за СДСМ. Тие може да бидат втори, може да не добијат, но да бидат пети, односно четврти по гласови во град Скопје и да бидат на левел на, како се каже, Скендер или како се каже на Дуи кандидатот. Добро, не е битно, ама Значи, на, како да ви кажам, на ниво многу мал на процент. Влен, на Левица и на Дуи. Јас зборам за неколку десетици гласови дека е разликата со Дуи. Тоа понатаму ќе го анализираме зашо може би се блиски до Дуи. И сега, ајде да видиме математиката, бидејќи основната првичната теза на ова раководство на СДС, кој што не вели, ајде сега да видиме што ни е проблемот, туку вели,
Ајде сега да видиме. ВМРО ДПМН Што се случува со ова? има пад на гласови, треба да се провери. Ајде да ја видиме математиката. Математиката споредена од првиот круг на избори 2017-2025. Значи во 8 години. 141.164 гласа колку што се Петре Шилегов во првиот круг. Така? Да. Ако се одземе со 78.783 гласови, колку што имал од Петре 21-ва. Шилеков 21 Така. година, тоа се 62.381 глас загубен во Скопје. Ајде да доеме 25 сега. 62.000. А 25-та? Сега. Од 78.000, односно 21 до сега, имаат изгубено 35.644 гласа. Или вкупно, тоа се 98.000 гласови изгубиле во Скопје. Тоа е огромно. Со толку се победува. Сега, уште пострашно, од 2021 до 2025 година, тие изгубиле 35.000 гласа, а добија 26.000 гласа. Значи 9.000 гласа повеќе од она што го зачувале. 9.000 гласа повеќе загубиле од колку ова што го зачувале. Се спуштиле на некој 35 до максимум 38% од она што го имале во 2021 година. И тоа е сериозен, мощно сериозен сигнал дека во оваа партија, во оваа коалиција, како сакате наречете ја, има нешто сериозно кое што треба да биде променето. Прво што ми доаѓа е нешто труло во државата Данска, изреката. Шекспир ли, не е битно чија е, како е? Значи има нешто труло во државата на Павел Шатева, улица Поранешна Бикачка. Павел Шатева, браво. Улицата е Павел Шатева. Да. Тоа е сега, не го сменија. И сега, не е прашањето само таму. Да продолжам за СДС или да фатам оној другиот дел? Не, слобода имаш, си ветив дека многу малку ќе зборувам, бидејќи анализата ти е гениална, го употребуваш многу јак збор на место потоп, а ја само ќе додадам библиски потоп. Продолжите, молам. Сега доаѓаме до главниот дел, а тоа е како СДС се обидува да го прикаже тоа. И повторно доаѓаме до злоупотреби на медиуми, злоупотреби на јавен простор, злоупотреби на луѓе кои што граделе кредибилитет и интегритет долги години, со кои што сум се среќавал низ медиумите, низ работата, низ животот, низ заедничките сфери на делувања, споделување на простор медиумски, нели мерење на рейтинзи, како и да го кажете тоа. Кои што исто така добиле очигледно некаква мотивација со сигурност да зборуваат дека станува збор за губење на гласови на ВМРО ДПМН, за некаков пад, или да ја цитираат подпредседателката на СДСМ, која што беше изрази голема среќа и која што рече дека ова е едно обединување на опозицијските гласови против, апсолутно, како професор на правниот факултет. Тоа е брука. Вистина треба да биде малку по приземна. Како политичар можам да и простам, како професор не. Како професор кој што недозволено деца мора да биде поприземна и да рече, видете, ова е сериозен шамар и порака која што ние треба длабински да ја погледнеме. Истиот начин го имаме и за Апасиев. Волкав пат треба и изискува да се проверат сите оние столбови врз кои што почива оваа партија. Волкав пат покажува дека ако идеме по анализа дека една политичка партија, издружение на граѓани кои што се собрале за да остварат определена цел, дека таа цел е надмината и луѓето немаат потреба више да бидат здружени околу таа идеја, треба да дојде до промена, реконфигурација на идеите, треба да дојде до промена на лидершипот кој што ќе води и ќе ги исполнува или ќе им ги објаснува работите на граѓаните за да ги придобие повторно околу тие своји
Уште идеи. повеќе ми се бендисува едукативно веќе делуваш. Браво. Браво. Ама, А емисијата Радар и затоа е направена подкастот Радар. ајде сега, ја не сум тука за да ги едуцирам, Не, мислам дека не, они се добро е. универзитетски Те молам, професори, те молам. они се видни луѓе, они се луѓе кои што воделе еден невладин сектор кој што имало стотици млади, илјади млади кои што поминале таму. Да, ама се удавија ушарена револуција. Ајде добро. Извини. И тоа е процес низ кој што помина. Да. И тоа е процес низ кој што помина Македонија. И тоа е процес со кој што можеби и се удавија многу, се удави многу енергија, се удави, се изгуби време, се изгубија млади луѓе кои што изгубија надеж и ја напуштија Македонија, беа нарекувани дури, ајде сега да се подсетуваме за Шуто и Рогато. Епа, така беа наречени, нели? Да. И сега, што тука треба да се направи? Да направат една реконструкција внатре, да се одве, да знаат дали се одвоени или не се одвоени од Зоран Заев. Кој што ги нарекуваше Тешко. овие. Не се одвои. Епа, затоа велам, да се направи на Се реконструкција обидам да те внатре. опонирам. И зошто е тоа потребно? Или да те провоцирам. Затоа што на Македонија и е потребна опозиција. Повеќе од потребно. Здрава опозиција, која што ќе застане и ќе биде конструктивна во определени моменти и ќе дава критики таму каде што ќе се забегува. Тоа е здраво за општеството и за државата. Тоа е здраво за општеството и за државата. И посакувам да го постигна тоа во периодот кој иде, еве нека биде период од година дена, година и половина. Сега зошто ова го кажувам? И за Да. ова имам, да речеме, искуство, сум го гледал, сум присуствувал. Ајде, нема да речем сум бил дел од тоа. Сум го гледал, сум присуствувал. Тоа беше онаа катарза на ВМРО ДПМН, кога расчисти со минатото. Браво, компарација прекрасна. Значи, мина низ тој процес. Со негативните појави во минатото, извини, ќе си дозволам да кажам. Бидејќи ја мислам вие со минатото немате расчистено, минатото е светло, историско, окей. Него негативните појави што се јавува во одреден период, вие си расчистивте со нив. Значи, Тоа е моето кога мислење. ќе кажеш расчистивме со минатото, се мисли на тоа, на некаква дамка, на некаква Така, браво. нешто негативно кое што се врзува со граѓаните, со Со направени меморијата на грешки. граѓаните за да бидат дадуваат на кисело млеко. Така. И за да се надмине тоа, навистина беше потребен огромен напор, внатрешни превирања, за да изврие, нели да пуштиш бело на вриење, како ви кажа, машини некоја да работат по 3-4 сата. За да може да навистина да се фати вистинскиот пат, да се спремат нови документи, да се спреми една нова доктрина, да се направи една нова линија. Ја тој почеток го гледам декември 2019, а потоа декември 2021 кога донесовте новата доктрина. Дури и да се расчисти со ликови, со име и со презиме, за да Неминовно. може здраво да се гази напред. И еве се гази. И се гази напред. Напред. Тоа е еден голем, тежок процес кој изискува многу енергија внатре и при тоа да се одбраниш од она што е надвор. Значи да не можеш да се исклучиш од Ама еве можно е. Ама не можеш да се исклучиш од политички, значи да делуваш и надвор, но и внатре. И тоа е еден процес стварно макотрпен и без таков процес Нема резултати. нема резултати. И што е најважно, досега моето прво гласање беше со полни 18 години на референдум за независност на Македонија. Така што добро ги знам сите политички процеси и од тогаш до Која сега. разлика е? За малку. Години. За малку. Машала. Мала е. Ти благодарам. Да ги прашаш моите деца ќе речат мала е. Тоа Ти благодарам, ме И тешиш. сега, значи, јас не се сеќавам за таква катарза во друга партија, таква катарза во друга, такво чистење, само прочистување во друга партија, освен во ВМРО ДПМН Нема, до ја ќе сега. ти потврдам. Јас сум хроничар. Во овие на политичката 30 години. 30 и нешто години. Значи, еве, ако ги исклучиме првите вака неколку години, кога додека се стабилизираат работите. Не се случило таква работа. Но е потребно. Истото е, би го рекол и за ДУИ, истото би го рекол и за други помали партии, кои што
исчезнуваа во А или не влегуваа успеа. како сателити Демократска алтернатива, НСДП, ВМРО-НП не успеа да го направат тоа. Се одцепија, создадоа идентитет, се втопија пак назад. Не бива. Некои погрешно отидоа во СДСМ крајно десничарски партии. Се извинувам што те прекинав. Не, окей, мислам го следев и тој процес Да, кога да. Добро, да продолжиме Ајде. со анализите. Дека таму е потребно една здрава реконструкција, за да, ако ништо друго, еве и себично ќе кажам, затоа што на ВМРО ДПМН му е потребен здрав ривал, за да може и самиот да напредува. Сега, нели, ако ти вежбаш Низнат превар да оди напред или назад. без никакво навреда, колку што фудбалскиот си изазом, тоа ти е као Барселона да вежби и да тренира само со турново. Не верувам дека Браво. утре ќе стигне во тешко. до врвот на Лига на шампиони. тешко. Толку е. А ости тоа што турново ќе бидат сокапани. Дури но може би ќе победат некош. Мора да се мине низ тој процес, ќе кажам повторно, не заради друго, туку заради бунтот кој што мора да обстане во општеството, затоа што бунтот, револуционерност е таа што движи Напред. напред, нели, да се држиш до идеи, до размисли да идеш напред, мора да се преточи да земе насока во една зацртана линија, каква што веќе, сега види после толку години, толку децении, големите партии си направиле инфраструктура, има внатрешна структура, инфраструктура, зборам како за нели штабови чуда, покриеност на државата, контакти со надворешни сестрински партии, кои што нели големи такви организации од каде што исто црпат и знаење, и моќ, и обуки, и помош, се што е потребно. Така што доколку не дојде до тоа, ќе дојде до раслојување во повеќе што велиш партии, кои што утре кузне каде ќе исчезнат, затоа што немаат се тоа дека се направи макотрпен процес, но СДСМ веќе го гледам нормални и веќе овие резултати покажуваат дека СДСМ е паднато на тој левел. Да. СДСМ е паднато на тој левел. Затоа што е на левел на ДУИ, левел кои што имаат, условно кажано, една четвртина, една петина помалку гласови, помалку гласачи, условно кажано, најбрутално кажано, кој сака нека ми замери. Имаат помалку гласачи од СДСМ. Но се на левел на ДУИ, на Вреди, на Левица, на не знам кои независни таму, ако ги собереш. Да, независните, не ги занимаваш. Ќе те прашам сега за нив. Ама ако ги собереш на купче се толку, секаш, тоа е велат околу 100.000 биле сега, нови избори. Тоа е тој тоа се таму преточени малку. Па сега колку беа изгубени? 114.427. Отприлика толку, вчера добив информација непотврдена, толку, ако ги собереш сите независни... У анализи може да се направат милион грешки. У меѓувреме, овие 8 години многу деца, што имале 10 години 2017... Ама бројките ако се вистински, па нема грешки. Па сега, види, како сакаш префрлај ги бројките, тоа е сега, но пак ќе речем, не може да ги... Ја не недов грешка. 3 пати ја читав твојата анализа, се обидував да најдам субјективизми, имајќи предвид каде инклинираш се, не ти најдов грешка во твојата анализа. Ама знаеш зашто? Вистинските бројки си ги употребил, добро си ги укомпонирал и си ги представил на јавност. Така, меѓутоа не можам да кажам кои се бројките кои што ги постигнале независните или други. Ги чекаме уште, ги чекаме. Ова е друга работа, ова е друга ситуација. И сега доаѓаме до она што велиме, нели, мотивација. За да се има мотивација, Кај кого? Кај гласачите, изгубената мотивација во СДСМ. Да. За да се има мотивација, потребно е да има прво извор на мотивацијата, збор од лидер кој што му држи зборот. Затоа ќе се навратам. 2 месеци во предизборија ние не го видовме Венко Филипче. Имаше некои екскурзии тој. Па имаше екскурзии на вак. При тие екскурзии гледавме ликови кои што, да речеме, сега се кандидати за градоначалници во кои што некако протуркале до втор круг,
кои што исто беа јадеа морска храна таму, а после ќе ти зборат за некаква Го сиромаштија. наведе муабетот на лидерите. И трето, не знам која беше од веќе да речеме едни од поизвестните избори во Македонија, изборни процеси во Македонија, затоа и излезноста е таква како што е, сите нели анкети покажуваа дека ќе тепа ВМРО ДПМН. И погодија. И анкетите беа пред бројките, нели, сите молчат. 95% беа точни, малку беа неправдани вреди влен, ама тука беа работи. Се покажаа појаки. Ама Што минус се плюс врзуваше, 3%. што во овие комунални избори се врзуваше за СДСМ? Ајде да видиме, што се врзуваше во овие Колку во овие знам, 3 недели, што се врзуваше? ништо, они зборија за црвени линии, за резолуции, за Бугари, за така натаму. Нешто зборе. Првата недела беше резолуцијата со Бугарија, национална тема која врска нема со комуналните избори, како што ги нарекува, а вака би делува дека се добар назив. Втората недела беше појавувањето на Заев. Не сум земал кофирчиња, и почна да иде на митинзи. Другарчето на Венко да му даде поддршка. Тоа беше втората недела. Третата недела беше една кафе средба, фотографија од кафе средба во Охрид. Да. Луѓето Таа би ја изолирал, друг случај. не би ја изолирал. Друг случај. Гласачите на СДСМ, наместо да слушнат за проектите, они се бавеа. Црвените линии на Бранко, Заево појавувањето, Бранко појавувањето. Нема за што да се фатат. А ова е веќе демократски писмен народ. Локални избори. Точно знае што сака, точно знае кој што нуди, точно проценува кој може да исполни или не може да исполни, има програма или нема програма. И не може поинаку да се гледаат овие избори. И не се гледа. Лажни се оние пораки дека постигнале успех или дека се Манипулативни. топи, или дека се топи власта. И додека со тоа не се соочат во СДСМ, ќе продолжат со... Ајде да им ставиме простор да се соочат. Го Ајде, спомна идеме. лидершипот. Добро. Малку ќе излеземе од рамките на локалните избори, бидејќи, како што реков, ние сме посебен подкаст, сакаме се разликуваме од другите, па и малку поширока тема да наметнеме, ама ти ми даде мотив кога го спомна лидершипот во СДСМ и јас враќам лентава негде годината кога Бранко се повлече и дваторицата озбилни кандидати ги отстранија настрана, му предадоа штафетата на Заев и од тогаш големиот пат оди на Заев, ама и пред него имаше двојца лидери во меѓупериод Шекеринска и Бучковски и вечера носам една слика овде на Шекеринска, Бучковски, Ковачевски и Филипче. Над нив се бројките на освоени гласови, под нив се годините, па да видиме тој лидершип кој ти многу мудро аналитички го кажуваш дека е во долен пат, како изгледа во бројки и немој да ми замериш, ќе ја дадам сликата да ја дзирнеш, да видиш. Да, мора да ми ја... И да ми ја прокоментарираш малку. Оф. Почнавме со овкање? Да, совкање, добро, очигледно. 2008, еве, лентата вртиме на 2008 година. Има очигледен пат од 233.000 гласови во 2008 година, 218 веќе загубени таму 15.000 гласови 2006 година, па од 15.000, колку што гледам тука, паѓаме на уште 64.000 за 2024 и сега 125.000 гласови во 2025 година. 4 лидери го нема само Бранко Црвенко. Го немаш ни Заев овде? Намерно. Добро. Не, ова е од интернет преземано. Ова не е моја графика. Супер. Има уште една ситуација која што е многу интересна како ми ги даваш бројките. Еве тука е негде Заев. Вака кога ми ги даваш бројките, вака ти кажам дека овие што се родиле во периодот 2006, 2008, сега се гласачи. Да. Сега се гласачи. И гласале на овие избори. И не можат истите, тоа сакам да кажам, тој го каже и прегас како посочи, ама ај ќе го нагласам уште еднаш. Не може истите документи од тогаш кога се родиле сега да им бидат пред нив.
Затоа што цела една технолошка индустријска револуција се има случено во меѓувреме. Не може истото да биде, Особено не може и да се револуцијата. не може да се земаат предвид тие работи. Тоа што овие ликови се уште имаат некаков удел во политиката, Па види, не е некаков. Заменик генерален секретар на НАТО. добро. Како одработи, ја се уште не знам. Специјален пратеник се обиди да биде во Бугарија да не продаде, а премиер на Република Македонија беше. Ковачевски му стои рамката француска и го влечи назад и мислам дека изгуби негде по ходниците на парламентот, а Филипче, да, актуелен и ќе видиме што ќе биде со него. Сакаш да збориме за сите поеде? Ако сакаш ти, ако не се Не е враќаме на проблем, локални ајде вака избори. сега. Ајде. Радмила Шекелинска како политички противник лидер на СДС имаше доживеано пораз, успеа да биде некаде во раководствата или близко до раководствата, погоре или подоле. Во За неја целиот се овој... измисли функцијата заменик председател. Она што е важно во моментов е дека она ја представува Македонија во НАТО на една многу висока функција и во моментов на таа функција седи некој македонец македонка. Да е, знаеш како, ние сме малку на Балканов сме така поставени. Сега ако излезе на еврокомесарката што е по потекло бугарка, одма ќе земаш со скепса, нели, заради дневно политичките битисувања меѓу државите. Така што мене ми е драго што стигнала до тоа место. Вашата политичка партија што покажа политичка култура, поддржа и поздрави нејзиниот избор, Покажа што ја како државност, покажа позитивно зрелост. го вреднувам. покажа да се државност, потсетиме. покажа зрелост. Така. Ова што го зборам, дека Да. на тоа место можеше да седи кажи го некој од Бугарија, некој од Да. Хрватска, Ако некој малку од подзакочи. и сега- Не воопшто зборам, нели? Да. Седи некој од Македонија. И тоа е битно. И тука ќе ја завршам приказната. Се обидела, направила, но пак тој пат не бил толкав колку што е Сегашниот. сегашниот пат. Да. И треба да сега, жената си е таму, си исклучила од политиката. Тука веројатно нема што да не ни може тука да се занимава Зборија нешто поврзано Па не може со да се- независни кандидати, па ама не може. ајде нека е спекулации, нека се спекулации. Сега во Македонија секој со секого се познава. Така. Нели? А половина сме роднини, А половина се роднини. роднинска врска. За да стигнеме, пак ќе кажам, еве сега Бучковски кој што исто нели имаше колку пише дека 218.000 гласови. Што велиш, имаше многу афери за себе, имаше пресуди, осуди, поништувања, па сите Застарувања. работи. Па после тоа работеше, одработуваше, го водеше оној некаков клуб за нели односи со Бугарија, за сега повторно да повикува на некакво баш го читав вчера или утро, каде што он повикува на некакво обединување, односно јавно декларирање на она коалиција и поддршка помеѓу левица и Математиката му е СДС. многу погрешна. Што Тие е краеви не може да се обединат внатре во центар. Продолжите мало. добро. Како и да е, значи повторно некаква одработка, веројатно тргнал по она Чупевска кај што рече опозицијскито било обединето. Имало големо незадоволство кај граѓаните Не кој е што било точно. изразено. Со бројките го Што покажуваат спротивно. Бројките го Не е покажуваат точно. затоа што сите Они бројките ги- жерновски се Ама сите грлати кога го велат тоа. Сотир, сите гласови други да ги собереш не се колку на Па орца. така е. Па така. Така што се нема, покажува, нема огромно матрицата незадоволство. Скопје и примерот од Скопје го покажува тоа. И го спомна Жерновски. Незадоволниот, кажам? разочараниот дипломат. Или нереализираниот дипломат, ја ќе си дозволам. Добро, има луѓе кои што не следат толку политика колку што и нема ни потреба толку да следат политика, но тој беше човекот кој што од партија раководеше со изборите за СДС, нели, и активностите на СДС и цела кампања му ја раководеше на кандидатот на СДС во Илинден, кој што загуби 11-1. Да. Па сега, што поише Ама и разочарување? наназад си ја издаде партијата.
после него Добро. што се случуваше во ЛДП и така натаму и така натаму. Ова е епохална слика, не можам да не ја покажам, околу лидершипот и коментарите да речеме тука негде да ги завршиме во тој дел. Науме, следува втор круг. Ајде со најголемиот град ке почнеме. Тоа е единствениот град де, Скопје. Што предвидуваш ти втор круг во Скопје? Сега знам дека ми пратиш дека се е готово, а знаеш како? Ке била битката, ке била жестока битката. Вака. Ова не се мои зборови. Се е готово, од мене нема да слушнеш. Добро, Е така. добро. Се е готово, од мене нема да слушнеш. Добро, трката трае додека не се стигне до целта. Така. Ама празнината од меѓу 90 и некоја илјада и 30 на илјади е над 60.000 разлика. Дали би можела да се пополни или тоа ќе биде една сизифовска работа? Може и да открием кога ја правиме емисијава. Да, денеска бе вака да честитаме празник на сите во државата, 23 Так. октомври, празничен ден. Денеска Орце Георгиевски направи една, ајде ќе го кажам, показна вежба, Ајде. утрово, во кое што на помош ги имаше повикано градоначалниците од другите општини во Македонија и заедно со кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Дејан Митевски, заедно со Сотирево Карпош, заедно со Мирово Центар, се дојдени, значи, заедно присуствуваа при собирање на сметот кој што град Скопје го немаше собрано. Значи, се повикани на помош механизација и луѓе од другите општини, Браво. и тука се, да речеме, и комуналното од Кавадарци до комуналното од А не Куманово. беа без Митко. И сега дојдени се, еве и од Куманово се дојдени и се чисти градот Скопје, За некому да се покаже дека се може, еве го, а пред се да се изчистиме. тоа што е празник е една работа, ке се исчисти Скопје. Да, Тоа е само една показна вежба како се може. се може и како за оние неверни томовци, неверници, кои што викаа како за 72 часа ќе го исчистите Скопје. Има Ово начини. испаѓа и пред тоа ќе се изчисти. Има начини. Кога има начини. волја. Затоа велам, ништо не е готово. Да. Предстои уште многу работа, Добро. затоа што има многу наталожени проблеми во град Скопје. А добро, ти одеш во суштината, ја ми се на гласањето. Океј, прифаќам. И одиме, одиме. Пред, Не, пред. види сега. Е, Гледај. Првиот круг завршува, но битката не е се уште градоначалник е Данела. Се уште Па гледам се нема слика, избрано градоначалник на Скопје. Се уште се напластуваат проблеми намерно или ненамерно, тоа ќе видиме, ќе си има ревизија во секоја институција. Затоа велам, не се остава. Ако велиш дека е се готово, тогаш немаше потреба да се прави Да. ова што се прави сега. Не може да се остави не заради изборите, прифаќа. не заради изборите, туку заради граѓаните, заради народот, заради соседите, заради малото кај што си, заради, нели, децата кои што еве имало каснато од глушец. Не, ме разбираш, банални работи. предупредуваат експертите. Предупредуваат. Ма не што Кои предупредуваат нуспојави експертите. ќе ги сега, добиеме? Никој не е од нас до толку да не знае што Ја, што се случува и мувите кои излегува оние зелените од мрши и што се не се нема. појави. Значи има луѓе што си ја сакаат татковината, што си ги сакаат соседите, што ги сакаат луѓето, што си ја сакаат животната средина и што си сакаат иднина за своите деца тука. И не можат да седат мирни. Орце е еден таков лик. Моите комплименти за Орци и Орце е таков целата... лик кој што јас таа добро го екипа. познавам, да, добро го познавам. Дејан кој што ми е од што се вика од мало, исто го познавам во аеродром, се луѓе кои што не можат да седат мирни. Динамични типови пред. Ја не го познавам, не го познавам. Да, динамични луѓе, Да. прашање е само колку имале можност да се Активни, раскриват. агилни. Да. И Колку се имале случила оваа можност да акција се што кажуваш да, ти. Добро. Да, да. Добро, моите комплименти. Ајде одиме во Карпош. И сега идеме, Или ај сега да одиме понатаму. во Карпош.
Втор круг, што предвидуваш сега? Морам, ти сепак си човек од политиката. Од јавната сцена во Република Македонија. Таму го имаме мојот именинак Сотир Лукровски, го имаме Стефче, неодменливиот Стефче Јакимовски. Зашо неодменлив? Па присутен е 34 години на политичка, пријател ми е, да однава кажам, 34 години и никако не, ја 4 години сум пензионер, тој никако се пензионира. Па сега малку шега. Глеј сега. Некој може да ми замери и да ми рече како сега така ти кажеш за Стефче, а не кажа за Борче од Петровец кој што му е 4-5 мандат. А ќе кажам вака. Ама Борче има една линија, успешна и оди само нагоре, нема лево, со ДСМ, па нема десно, со ВМРО ДПМН, па нема независен, па нема со Српска партија. Толку од мене. Продолжи. Па нема не направено и има проекти со кои што настапува дека ќе се до Борче е исклучок од правилото. Добро. Еден од ретките. Зошто го реков ова? Еден од ретките е. Зошто го реков ова? Кој мандат ќе му биде ова? Би му било ова на Стефче. Четврти, пети вкупен или четврти? Мислам пети. Не вкупен. Поред. Па два пати и еднаш 3 пати и со Србите 4 има поминато. А тоа како се настапува и под кое знаме, тоа е веќе друго 12. Добро. Што може он повеќе да понуди на една урбана општина како Карпош која се наоѓа во такви проблеми како што е сега? Да биде појасно за гледачите, Петровец, извини, Борче Митевски, Петровец добил 77,43% од гласовите што гласале. Да. Голема победа. Пети мандат, заслужено. Повели со прашањето. Но Борче Петровец првиот мандат го има започнато без водовод, без канализација, без ништо. Така. Чисто вака ќе откријам за гледачите. Почетокот на Борче Петровец беше со како сега од селска чешма на која што се полнеле буриња вода за дома, да ја развие, за да може да дојдат инвеститори, за да може да има оние расфрлани села да се спојат, да се направи нешто да заличи на приградска населба. И сега сите знаеме кога идеме во Петровец дека таму има една огромна болница, капацитети, дека има нови згради, дека има не знам каков објект кој што има базени, па е место каде што бегаат луѓе на живее, да речам, баш приградски. Зошто не и западнички, приградско-градски. Така, зошто не? И има уште работа која што треба да ја доработи. Но и затоа се кандидира. Но почнал од селска чешма. Да. А не да кој ќе му дое инвеститор да рече види сега кај е приклучок за вода и канализација. И она таму почнува. Што Стефче ќе понуди ново за Карпошани и за оние проблеми со кои што он се жали сега, па негови се, он претходно цела деценија бил. Ме разбираш? Многу добро те, само те оставам мислата да си разбира. Сега. Многу добро те разбирам. Што направил он таму, да не зборам и за еден куп други работи кои што ги има во позадина, во политичката битка со противниците. Време е затоа Карпош... и гласовите кажуваат дека Лукровски време 3000 гласа води. Време. Толку, да, отприлика толку. Мислам дека се 2000. Не помни, тука некаде околу 2000. Но, што е важно? Дека во Карпош му е потребна нова идеја и нов пристап. И ништо лошо. Сега ќе видиме, сакаш ли да ги анализираме кампањите? Ја живеам за тоа. Сега. Ја пишувам за тоа. Сега, кога тргнавме од Стефче, што е кампањата на Стефче? Ајде. Да го одбраниме воинствено, со напади. Да го одбраниме. Од кого? Од кого? Да го одбраниме. Те молам, кажи ми. Ама ја не знам, праша го Стефче, другар ти е. Ајде сега, да го одбраниме. Знаеш, ротоборно, па застанува у формација добро, изборна кампања, Не, осте да го формациите се подразбира. Да не му го земе некој или да не влезе во книгите па случајно. Ја кога го видов слоганот реков дека е губитнички слоган, ќе видиме дали сум. Второ, цело време тера црна кампања. Ајде идеме паралел салом. Како почна кампањата на СДСМ медиумска? Со црна кампања. И со спотови, црна кампања. Директно.
Директно на христијан, директно со црна кампања. Затоа е таков резултатот. Ете така. Зато Истото го прави ова. Но зошто? Затоа што состојбите се исти. Затоа што однатре, пред да си легнат и едниот и другиот, односно другите, знаат колку е саат. Знаат колку е саат. И сега прашање и за оние кои што да речеме ќе биле гласови издадени за Маја или за други, нели, или за Каја, дали ваму ќе играат сега на карта повторно да има некој, ај сега би било без везе да споредувам, ама човек на црна листа, човек со пресуди, човек кој што е конфликтен, станува конфликтен. Стефчо, ти го знаеш и ја го знам. Да, ама он така се одржува. Ама има доаѓа крај. Он така се одржува. Епа, тоа е сега, Со сега СДСМ, Стефчо, многу со би сакал да ВМРО, заборавиме дека на со почеток во Српската 90-ти партија. години, во Он така се 90 одржува. ти Инаку ја имам и друго мислење. Политичарите од комунизмот, социјализмот не може да продават демократија. Затоа не се бавам со политика јас. Ама чекај малку. Стефчо мисли поинаку. Доаѓа Стефчо крајот. беше министер во 90-ти години Како за не? труд и социјална политика. Да. Дали беше предлог на Стефчо да се укине породилно отсуство поише од 3 месеци? Така нешто. Не така нешто, така е. Ајде да не вадам. Па, дам ти да го потврдиш тоа. Па наука бука на цела држава се врати назад. Тоа он направил дека 3 месеци само жените може да бидат на породилно. И сега ќе ти продава, Пуста желба. па сега пуста желба. Пуста желба. Ама и граѓаните треба да знаат кај живеат, што може да биде и дали утре ќе. Според бројките ја гледам и дека знаат. Ја затоа велам ајде. И сега ајде да стигнеме до град Скопје. Ајде. Ајде. Тоа што СДС паѓа, не значи дека некој расте. И тоа треба да се има предвид. Второ, Дали тука на левица мислиш? да. Браво. Тоа е. Продолжи. Второ, повторно збориме за конфликтни особи, имаме ликои кои што се конфликтни, кои што не е кандидатот, но е они што го води кандидатот. Како една многу конфликтна особа. И трето, луѓе кои што биле во раководните структури со Данела, е вака, цела кампања од левица. Дали слушна еден збор против актуелното раководство на град Скопје? Или само против ВМРО? Да, ова второ, да, право не. Нивни избор. Ја ги разбирам, ама губат. Не губат. Губат. Сотир, седат во раководните структури во град А Скопје. тоа има крај, има мандати и тоа завршува. Ама не, Тоа тие сега- можеле и да си одат како што исклучија неколку од нив. Фотелите тешко се напушта. Дали се они директор, имаат директор Да, во да, КИЦ, да, имаат да, да. директор на друго место, Општо има во познат. библиотека, има на сите места. Дали ја подпира Данела тогаш кога се распука тиквата со ВМРО ДПМН уште на почеток, кога се виде Да. структурата. Да. Го подпира грбот, се наместија таму, така? Да. Епа. Ама еве ги и бројките. И сега, што покажува тоа? Така ќе продолжат да работат? Не знам, они знаат, ако продолжат тешко нема, ако нешто менуваат, има шанси. Јас ја ти Ама кажам не може како да менуваат. човек кој се Ама не бави може со да тие работи. менуваат, затоа што тоа е матрицата таму со човек кој што е подоста конфликтен и кој што луѓе кои што излегуваат од таа партија се фаќаат за глави и вика ова Па види да ти кажам. Не се Ја трпи. гледам таму двојца можни лидери за промена кои би дошле. Ути не може вечен да е Апасиев. Ја таму гледам господјава или господиќава од Струга и уште е младиот. конфликтна и кој млад? Ова е од Чајер детево, што е кандидат сега против кандидат на Орце за Скопје. Сега и Крмов, ево, извини. Иако Крмов скрена Ама во знаеш што, тоа парламентот се кон единствените насилие, види, кон... тоа се единствените луѓе на кои што овој на пипете им дозволува микрофон. Не знам до кога. Ама Сега тоа е. ако Блесна ама Малиов тоа е. Ама со 30.000 гласа, ја гледам понапред. и сега. Ќе видиш што ќе се случи. И сега. При тоа. Едно е нивното раководење со Данела. Да. Второ е соработката со ДУИ и преку овие фотографии кои што искочија во собрани и натаму и по некои тендери кои што ги има со Пуцко Петрол и така натаму, нели, со во овие јавни градски предпријатија. И она што го зборува
Прво, Чупеска кој што вери обединување на гласовите, па и Бучковски пушта за тоа дека некаков абер дека би требало гласачите на СДСМ да ги дадат гласовите за Амар, нели, во една таква битка. Ајде да го видиме Тоа и тоа. Ама, Ја ти тврдам, тоа нема да се случи. Гледај. Кого напаѓа они до денес, да речам? Се сеќаваш нападот на левица кон СДСМ со сите вулгарности? Ама, види сега мислиш ли Нема тоа, дека така ќе тоа- се избрише? Гледај сега, Левица се изроди од палењето на канцеларијата на Иванов. Левица се изроди Од од Ленка. еден лик кој што нели не се согласил со никого, мима и селфен. На еден наполеонски комплекс и кој што тргна. Ајде да ти кажам нешто што не знам дали Зборам за знаеш. Димчо Апасиев. Човек кој што нема политика, нема има евент мајстор, само да нели и да има некаков револт Си да чул за крева и ги професорот слушаш Здравковски? сите и ги слушаш сите остави. Сега Не, не, сега збориме за Скопје и за ситуацијава во гласање. Прашањето ми е тука. Сакате да продолжи истата ситуација као со Данилистан или сакате да се работи како денеска показната вежба на Орце, Деки, Миро, Сотка? Гласовите го покажуваат. Тука е изборот. Затоа што јас, осем црна кампања на левица, во оваа кампања не слушнав Најцрна, морбидна. Не, зборам за левица. И јас зборам за левица. Да. Зашто не се разбираме? Да, добро. Да се погледнеме. Во кое што, пошто имаше многу црна кампања. Да. Во кое што нема реална програма базирана врз реални едно ние, ај ќе дискутираме, леле, прљаво е, да, прљаво е, леле, прљаво е, леле, глувци ќе изгледат, леле, не. Стани, направи овакво, искористи алатката, биди зел, смелс, како сакаш, донеси Покажи камиони, нешто. расчисти, покажи бре нешто како се работи. Да знаеш како. Тоа е стратегијата во превод. Да знаеш како, да умееш тоа да го реализираш. Супер е што во дел кај Скопје и Македонија има бунт. Бунт како основна разлика од она што е, нели, што не двои од животните, ајде да кажеме. Па добро, Аристотел, тука сега да спомнеме. Во И право, сега, знаеш, политичко но животно. бунтот не смее да биде анархија и да се разори нешто. Туку како се Не. зачува и надгради. Далеко сме од тоа. Не. Левица може би анархија заговара. Чисто го Да. трасирам ова што е Канализираш, бунт. така, Го да. канализирам. Да. И потребна е и излезност, не заради гласови, Ќе ја има излезност. за да се не ме разбираш. Чисто за да се почувствуваат луѓето и младиве луѓе како дел од еден процес на воздигнување на Скопје повторно и на Македонија. Види го Дека мојот да резон. учествуваат да бидат дел од тоа, да се почувствуваат како дел од еден систем, со тоа и ќе го засакаат повеќе и ќе го чуваат системот. Тоа е тоа. 3 општини во Скопје се активни втор круг. 6-7 победнички од прв круг, кога ќе запнат сите, ти дали воопшто се страхуваш дека ќе нема излезност? Ја однапред ти Не. кажувам дека ќе има. Не, сега те провоцирам. Ја однапред ти кажувам дека ќе има излезност. Не е проблемот. Ке запне и не е опозицијата. Не е проблемот излезноста. Така? Јас пак ќе кажам, колку е посилен печатот, Мурот. мурот, Ја мислам веќе е удрен. толку е поголема и одговорноста на оној што ќе седне на тоа фотел. Бранот е многу голем. Толку е Наумен. поголема и одговорноста на оној што ќе седне и многу повеќе оние што утре би биле незадоволни од една работа ќе речат ти го дадов гласот. Сино ќе се бавев со едни бројки, бранот е победнички незауставлив. Ево да ти кажам. И ќе се сретниме после вториот круг, ќе видиш дека сум во право, ама не гледам те па ти дека велиш дека не сум во право. Ово е голем сурферски бран, ја метафорично сакам да се изразувам, Јасно. кои Јасно. победниците го примаат, не му одат опортунистички. А штом ти го примаш бранот, те води до крајот, до обалата. Сурферите така се изразуваат. И Ај сега, да го сочекаме вториот Супер, круг. Да кажеме некој збор за центар и за аеродром. Аеродром за малку избега. Ама не, за неполни 200 гласа се изгуби така, 50%. ама тоа е, сега, тоа е тоа. Се изгуби победа Мислам во прв дека круг, некои 200 тој тренд ќе гласа си кои што- продолжи понатаму. Сега малку во центар е поинаква ситуацијата.
ама па битката како прескати ме коригираше како Што е рече. во центар поинаква битката? Па таму води Герасимовски, не знам кандидатот малку подзаостанува, ама јас велам дека битката завршува и ти ме подисправи дека не е готова работава, дека до завршувањето на вториот круг. Така да заокружиме овие 3-4 општини што се воигра во Скопје. Би излегле малку од Скопје да поразговараме накратко, бидејќи веќе треба да превршуваме емисијава. За кое? За Што очекуваш за Куманово, ме интересира? 16.700 гласа. Советничките листи веќе Завршено. Не, советничките Знам листи и го ВМРО кажуваат. први. Советничките листи Се кажуваат покажуваат. тенденцијата што е, се покажуваат. И Добро. ова што го зборев за Карпош, всушност ми покажува една друга минатиот советнички состав во Карпош. Партијата на Стефчо имаше 3, имаше освоено гласови со кои што ја доби општината. Тоа беше заради поддршка на едни или на други, што значи дека требал да може би и да испорача некому, Да. но како и да е, сегашно мислам дека веќе сме презрели како држава за да може да се дозволи да има трговија за да се направи нешто во избори. Па мислам дека овие избори неговото величество народот, граѓанинот избирач на сите им одржа лекција, бидејќи тој, ама тој е 1.800.000 и кусур илјади, излезени 800 и кусур илјади, кон 900 тендираат, покажа една политичка култура која се преведе во слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Вакви избори Лекција не сме имале. невидена, ама да не го заборавиме, Да не забораваме дека организаторот. се пукало со калаши, се убивало. се убивало, се Нажалост. Кондово беше така. Да. Имаше кочени охри 2000 година. Охо. Ја Не, памтам ај, повеќе. уште поназад иде. И поназад и 96-та и иде. така натаму. Да. Сега, тоа е комплиментите за граѓанинот избирач, представен во голема бројка од близу 900.000. Ама не можеме да ги затвориме очите и на организаторот, целокупната структура на ДИК до избирачки одбори. Кој што И дел од власта раководството- која овозможи. Кој што Полицијата, дел од раководството обвинителите. преку медиумите, овие од Све. СДС се обидуваат да го исјелјат дури и ДИК, нели, во однос на... Што? Па, како да ти кажам, за се фаќа влак. За се е така. Вчера седнав на Твитер, Име, разчитував и се ме фатив за изрека, глава, викам, мајде, добро, вулгарна е, ситим се. нема да ја кажам. Не ја кажу и Не ја ја знам, кажу. на истото Срамота ми е. отиде главата, затоа се фатив. Срамота е. Да. Па, вака сега, нешто бе за победниците да кажеме, како бе толку гласови тоа ВМРО освои, како толку гласови освоја па и Влен, па еве тука некаде и знам, иако за прв пат се позиционираат со солиден број на советници, не е бог знае колку голем, ама во игра има 2 градоначалника, за разлика од Левица кој изгуби 20, 19 градоначалника Ајде. кандидираше. Сега, мене ме интересира како човек кој сепак работиш во една структура, таму правите некои доктрини, некои стратегии, некои акциони планови, програми. Како се дојде до оваа победа? Ајде, видовме изборна кампања, културна, во добри рамки, ама суштината, есенцијата, ќе ни ја приближиш малку? Да, работа и честност. Работа, честност. Ме патосираш, да ти кажам. Епа, Леси смо, со 2 збора ми каже се. сега И палал да ти. Работа и да ти. честност. Да. Да те подбуцнам троа, ти гледам сакаш малку и скромен да си. Мада јасен, концизен, краток. Не сум краток. Не, се видов, тука 2-3 сме- пати не тука можам да сме ти одземам некој, да, микрофонот, добро. ама јас сакам така. Добро. Јас сакам јаки, мокни соговорници, бидејќи емисијава е во случајов е за тебе. Тебе те представуваме пред гледачите. Би кажал ли некој збор повеќе од мене, бидејќи мислам многу повеќе од мене знаеш и некој не било кој актер си таму за есеот на почитуваниот Мицкоски со кој ја почна кампањата, за врвот што ја достигнавте со прво човека, потоа градоначалник, за мене тоа е христијанска етика е тоа, и успеа таа кај граѓаните, и за генерацијското обраќање на она јавното писмо на Луке до сите млади, на кои ние возрастните
реалноста денешта ја уништиме, дај Боже да не им ја уништиме иднината, и ја го сватив тоа како еден укор за кој само треба да си ја признаеме грешката. Па таа траекторија, ја мислам, и ја окарактеризира вашата изборна кампања. Те молам од прилика да привршуваме со твоето размислување, или ако сакаш нешто да ни одадеш, како успеавте да го создадете тоа и да го презентирате на граѓаните и да успеете да соберете толку гласови, над 300.000 гласови. Би кажал нешто? Или ќе остане тоа во тајните, бидејќи тоа е стратегија, тоа е доктрина и така натаму, што мене ми е познато. Види, ова не е прва кампања која што се работела, и кампањите и сета порака треба да има низа една која што оди низ сето, дури би рекол дури со она музичка со музичко-сценскиот настап при завршната пред првиот круг, последниот митинг во Охрид пред крајот на првиот круг, дури музички ги подсетивме граѓаните со она, нели, изборните песни, химни на трите изборни циклуси, вклучително и оваа. И оваа приказна, како што вели Христијан Мицковски, земја мила, овде започнува секоја приказна, е таа приказна која што македонската, затоа реков со честност и со многу работа. Да. Со честност и со многу работа. Да се биде чесен и да се биде вреден е она што го кажува прво човек, потоа градоначелник, што го покажа и денеска со овој пример што го кажав, и она што го споменав прегаска за бунтовноста, да се надмине рамнодушноста, што го спомна Луке Галевски токму за тоа. Писмото. Да, го има во писмото. Тоа е една вака баш мотивацијска линија што те двои од ова, да бидеш активен, затоа велам да се партиципира во власта, кон еден човек, да се даде ова и да се следи како работи, за да речеш, слушај, браво, еде ти рака затоа што сум ти дал глас, или утре да дојде до, не де Боже, као што потпадна СДС сега. Тоа не би идел подалеку. Добро, те разбирам. Науме, сето ова. Јас сум задоволен од емисијава, еве прв ќе кажам, бидејќи сум домаќин на емисијата. 2-3 пати, еве ти ќе кажам зошто. Прво, она што го збореше, пие вода, држи место. Второ, 2-3 пати пробав да го земам микрофонот, не успеав, значи имав јак соговорник, моќен соговорник, со јака реторика, со поуки дадени до гласачите, и јас ти благодарам за твоето гостување. Некој збор да кажеш за крај и полека да привршиме емисијата. Им благодарам на граѓаните за нивната покажана зрелост, им благодарам на граѓаните за нивната партиципација во успехот на ВМРО-ДПМН и во препознавањето на вистинската вредност. Јас сум многу среќен што граѓаните покажаа зрелост и покажуваат зрелост, една демократска зрелост и писменост да препознаат во пораките и во настапите што е она што навистина е човек, што е она што навистина е нивен човек за нивното место, за нивната иднина, што е она што треба да се работи, и да им честитам за дури и за казнувањето на СДС и за огромната казна на ДУИ, но за таа ситуација ќе зборуваме понатаму, како се патосира уште еден лидер кој што не сака црсто се држи за фотелјата. Многу ти благодарам. Ти благодарам, сутрин на поканата. Почитувани гледачи, за прв пат немам што да додадам, одземам или коригирам, ама така е кога наспроти мене имаш мајстор новинар, есеист, колумнист и во последно време аналитичар. Останете ми поздравени и се гледаме другиот петок. Довидување.